Новиот вице-премиер за евроинтеграција Бојан Маречик нема да се врзува со временски рамки за надминување на спорот со Бугарија. Уште нестапен на функцијата, Маречик не открива на што се согласила македонската влада од ултимативните 5+1 барање за тргање на ветото за интеграциите, ниту пак ги коментира сериозните обвинувања за национално предавство од неговиот претходник Никола Димитров. Ние се уште не сме во фаза во која што сме се согласиле на нешто, ниту пак бугарската страна се согласила. Се уште сме во фаза на разговори, размена на аргументи, размена на позиции и мислам дека посетата на премиерот Петков во вторник ќе биде одлична можност за да се воспостави една нова динамика во преговарачкиот процес меѓу нас и Бугарија. Динамика во која што ќе се фокусираме на прашања пошироки од историските прашања, динамика во која што ќе се формираат конкретни работни групи кои што ќе дадат резултати во конкретни области, без да се врзуваме за временски рокови. Опозицијата предупредува дека новата власт предводена од Димитар Ковачевски нема легитимитет од народот да преговара со Бугарија. Дали македонската јавност повторно ќе биде изманипулирана и зад декларативна заложба дека ќе се почитува резолуцијата, Ковачевски по стапките на својот ментор Заев ќе ги подрива македонските позиции. Додека СДСМ звучи какафонично и дава различни изјави во однос на спорот со Бугарија, Османи континуирано се раководи од предлозите на другите земји членки. И секој добиен предлог нема му се чини како нова шанса за брзо решение, без притоа да се заземе јасен став околу најкомплексното прашање за македонскиот идентитет. Додека македонската влада тактизира околу динамиката на преговорите, од Франција стигна уште еден ладен туш. Во 6-месечната програма на француското председателство нема предвидено рок кога Македонија би почнала преговори за влез во европското семејство. Председателот на Француската република најави конференција во месец јуни за Западен Балкан, подсетувајќи дека станува збор за регион кој што се наоѓа во срцето на Европа, кој што очигледно е дека треба да биде дел од Европа и кој се соочува со нови тензии. Во тој контекст ќе треба да се разјаснат европските перспективи за целата зона со поголемо ангажирање на Европската Унија, за да може да се гарантира и просперитетот и стабилноста на регионот. Новата влада предводена од Ковачевски ќе биде исправена пред сериозен предизвик да одговори на максималистичките барања на Бугарија. По гласањето во недела, новиот владин состав ќе има првата задача да го пречека бугарскиот премиер Кирил Петков, кој во Скопје треба да ги донесе последните размислувања на тамошните власти за можно кривање на бугарското вето.